Бог праша за нашите мозок и раци. И шо му рековте? Се гледаме во Њујорк. Кај сте, бе, драги гледачи, кај сте? Бе, нема. Процентот на нето среќа. Ич. Банкстерот Хари најави олигархиско-мафијашки пленум, свашт. Како Исус Христос пораѓањето бил во исто време и во Египет и во Ерусалим? Многу глупаво прашање. Како? Исус. Опа! Професорица Каракамишева има своје обраќање, да проследиме. Опозицијата, но и луѓето многу малку навлегуваат во вистинските причини за заминувањето на младите во странство. Добро. Во најголем број од случаите се работи за тага, поради невозвратена или непреболена љубов, пачарето одлучиле да го бараат во заминување подалеку од партнерот со мислата дека ако се подалеку од местото каде што се ги подсетува на неа него, ја би додала нив, полесно ќе им оди со преболувањето. Дечко? Изгледа управо си е женат. Замина човек го веј. Невозвратена љубов. Пусто македонче, значи со векови наназад си пати од невозвратена љубов. Ама мислам дека во задниве 10 години се претера со раскинувања. 600.000 раскинувања. Усвари не знам. 600.000 се тие на кои што им било раскинато па заминале, или 600.000 се тие кои што раскинале, затоа што, верувајте, и да раскинеш на некого исто така е многу тешка, одговорна работа. Да се кажат сите тие мачни зборови не е лесно, па после си имаш проблем и сакаш да си заминеш. Значи, многу е веројатно дека 600, не се само 600.000, туку се 1.200.000 кои што заминале. Што значи дека мене колку гледачи ми остануваат, бе, 800.000? Сега се наметнува прашањето што барам јас се уште тука, после сите скршени срца што ги имам во себе едно 200. Како, зошто? Па јас сум тука за вас, 800.000 кои останавте во Македонија. Знам, тешко е, али некој мора. На време сме. Добро вечер. Јас сум Тања Каракамишева, а ова е емисијата Све за љубав. Се шегувам. Јас сум Ирена Ристич, а ова се Контравести. Во денешните Контравести ќе гледате за невработеноста, за бугарските пасоши, за збогумникола.мк и уште многу други слични банални теми. Светската економија и во изминатата 2015 година тонеше во криза. Невработеноста растеше секаде. Погледнете што се случуваше во една од најмоќните светски економски велесили, Соединетите Американски држави. We meet at an urgent time for our country. The unemployment rate here has almost doubled. The city's homeless rate is growing at an alarming rate. 2 million American workers have lost their jobs this year. Never have we had a recession this deep with a recovery this flat. Така беше во светот. Но Македонија не би била Македонија доколку не би одела обратно од светот. Додека сите пропаѓаа, ние одлучивме да продолжиме со преродбата и да му покажеме на светот како се работи. Што? Невработеност? Каде? Во САД, можеби. Кај нас таа се топи како мразна глобално затоплување. Кој не верува, нека чуе. Невработеноста е намалена за еден квартал од 26,8 на 25,5, а земено од периодот кога дојдовме на власт, во 2006 кога беше околу 38%, намалена е на 25,5, што значи за речиси 13%. Кај нас таа испарува со толку забрзано темпо што уште еден мандат на оваа влада и ќе станеме како Исланд, по 2 работни места на само еден човек.
Едно во македонски шуми и едно нормално по собствен избор. Во таа смисла сакаме да информираме дека неколку исчезнати лица по кои трагаше МВР се пронајдени во македонски шуми, а најверојатно и мајката на Костадин војвода сина ќе пронајде кај што шумат шумите, македонските шуми. Сепак, дознаваме дека намалената невработеност не е само поради македонските шуми. Големо влијание има и една странска инвестиција, односно инвестицијата во странски пасоши. И во 2015 година македонците најмногу инвестираа во бугарски пасоши, што драстично ја намали невработеноста. Намирам се пред дирекцијата за българско гражданство, искам да разбера зашто тези всички хора искат да станат български граждани и освен това, заслужават ли? Заслужавате ли да станат български гражданка? Не. Аз съм от комисията по даване на гражданство. Те застанаха като арестантки. Все едно съм ги хванал с наркотици. Момчета, откъде сте? От Македония. От Албания. От Северград. Македония. От Сърбия. От Македония. От Македония. Откъде си ти? Откъде си? От коя държава? Моментално от България. И знаете ли нещо от българската история? Не знам нищо. А кой е премиер на България в момента? Не знам нищо. Много е по-хубаво да живееш в България. Сериозно? Кое е по-хубаво? Кое е по-хубаво в сравнение с Македония? По-хубаво е да живееш в Европейския съюз. Госпожо, откъде сте? От Варна. Вие не чакате за това. Съвсем не. Ужасявам се колко много хора има. Сериозно? Да. Обаче не е супер впечатляващо, пък в същото време колко много искат да станат български граждани. Супер очудващо е за мен. Ние българските граждани искаме да бягаме от България, пък те не знам защо идват. Какво става, бе? Ние, бугарите, сакаме да си одиме од Бугарија, а македонците сакаат да станат бугари. Ни се чуди женичкава од Варна. Ало, госпожа, тоа е тој освојувачки дух на македонците. Вие не разбирате. Разбравме дека ви се празни Българија и дојдовме да ја освоиме. Тоа се тие плански, стратегиски политики на нашите власти. Со еден удар, две муви да утепаме. Ем ке ја освоиме Българија и да се шириме кон исток, ем ке ја намалиме невработеноста. Во Македонија еми хубаво. Мерси, моето момче. Пожелавам ти хубаво да си искараш на морето. Поздравлявам ти и спращам ти врели целувки. Мој герој Никола и всичко добре. Има право женава што се чуди. Нормално. Будали едни им раскинала женската и они одма по бугарски пасош. А тука премиерот најавува дека тек сега ќе стануваме балкански економски тигар во инвестициите што допрева доаѓаат. Јас мислам дека овие што останаа без љубов, уствари, не се нормални. Джонсон Контролс објави дека отвара нов капацитет во Струмица, кој ќе отвори нови 1500 работни места. Джонсон Контролс ги спроведува подготовките да ја напушти земјава. Свакога дана, во сваком погледу, све више напредуе. И германскиот Костал официјално почна со инвестицијата од 50 милиони евра и со првите од 1000 вработувања кои треба да ги оствари. Вработените во фармацевската компанија Проди сместена во зоната Бунарџик не земале плата од март. Свакога дана, во сваком погледу, све више напредуе. Американската Key Safety Systems започна со градба на својот објект во Кичево, а треба да ја заврши градбата до јуни 2016. Почна со работа и италијанската Диатек, Макдија, со која треба да се вработат 200 луѓе. Незадоволството од неисплатени пари за прековремена работа и празнични дневници предизвика револт меѓу дел од вработените на кавадаречката фирма Декселмајер. Свакога дана, во сваком погледу, све више напредуе. Технохозе ја реализираше својата втора инвестиција во зоната во Скопје, каде ги започна вработувањата. А Гентерм е во напредна фаза на градба на својата фабрика во Прилеп. Пред општинската зграда во Прилеп денеска протестираа дел од преку 200 вработени во американската компанија Гентерм, кои вчера добиле отказни решенија зашто фабриката не е изградена. Свакога дана, во сваком погледу, све више напредуе. Со план за нови 3000 работни места во Тетово е инвестицијата од 15 милиони евра на американската корпорација Леар. Се бара нов инвеститор за над 4000 хектари земја на поранешниот земјоделски комбинат Џумаилија. Одлуката на Министерството за земјоделство и на владата доаѓа по активирањето на банкарската гаранција од 3 милиони евра на фирмата Сахара Груп, собственост на индискиот бизнисмен Субрата Рој. Свакога дана, во сваком погледу, све више напредуе. Свакога дана, во сваком погледу, све више напредуе. Свакога дана, во сваком погледу, све више напредуе. Браво, Никола! Фала, Никола! Збогум, Никола!
Толку многу домеини, а само еден Ванчо Петрушевски од село Добридол. Па кој ќе се нафати да ги стопанисува сите овие домени, ако не еден индивидуален земјоделец или сточар? Дајте ве молам, престанете со тие стереотипи дека само студенти од Финки денес се разбираат во интернет бизнис. Умре тоа време кога овчарите свиреа кавал, додека стоката таму негде си пасе. Сега вадат таблет и си сурфаат. По 5-6 веб адреси управува еден сточар, а зиме кога има повеќе слободно време и по 10. А се смеевте кога владата обезбеди бесплатен интернет во секое село. Многу сте расипани, многу сте расипани. Опозицијската СДСМ изгуби уште една клучна битка за враќање на демократијата во Македонија. Во нефер надпревар го загуби Збогум Никола.мк, страница без која нема враќање на демократијата без земјата. Очекуваме вонреден конгрес на СДСМ програмски со само една точка на дневниот ред. Како понатаму без Збогум Никола.мк? Целата јавност очекува одговор на ова круцијално прашање. Се надеваме дека не со една, туку со неколку пресови дневно ние граѓаните ќе бидеме правовремено информирани за борбата за овој домеин. Сега знаеме и каде заглавија преговорите за медиумите. На онлайн медиумот збогумникола.мк. Но партиите нека не се секираат, додека тие се борат за Збогум Никола, збогуммакедонио.мк, како што видовме од претходните прилози, функционира перфектно. И додека нашиот премиер граби со крупни чекори кон нашата светла иднина, со брзина на неговиот Мерцедес, на чии седишта е телевизорот од кој милно му се обраќаат неговите пионери, Зоран Заев во новата година реши да влезе поетски. Погледнете, безброј дланки се цврсто стегнати, тоа се нашите дланки. Заедно сме. Отворете ги срцата и почувствувајте. Нашиот копнеш се остварува. This guy's a poet. Зоки. Поету наш. Фина оваа лирикава, ама да си ја испечатиш во една фина збирка песни. Еве на оваа која изрецитира сега од нас сугестија да ја додадеш и она од Facebook. Ако ми скинете жица од гитарата, ќе ја променам и ќе продолжам да свирам. Ако посегнете по жицата на која жена ми спростира алишта, ќе протегнам нова. Ако пуштите ветришта во жиците кои влегуваат во мојата куќа, ќе го барам и ќе го најдам чарето. Можете да правите што ви душа сака со сите важни и неважни жици во мојот живот, но како Господ ве молам, не ги бајте ми ја жицата македонска, оти изгубен во времето, би го барал семето, одејки по жица. Аман Берони! Не растори косата. Да. Драги друже Зоки, нема збор. Те бива за поезија. Само дајте молам, со оглед на тоа што се не чека во 2016 година, сепак ќе треба малку поепски да се расположиш. Ни започна 2016 година, а ние се уште не сме расчистиле со некои работи од минатата година. Но затоа тука ви се контравести. Драги мои, ние ја имаме ексклузивата како и секогаш. Се сеќавате ли на она антологиска пресконференција со која ни започна минатата година, кога премиерот ни наш Груевски соопшти дека странски служби со комбиња ни роварат по градот и ни прислушуваат министри во обид да ја откријат тајната на успехот на малата Македонија. МВР покани врвни експерти за оваа проблематика од позната странска компанија, која со своја опрема изврши проверка и утврди дека повремено на различни локации, главно во центарот на Скопје, непознат сторител врши нелегално прислушкување и снимање на телефонски разговори. Верувајте, само од тактички причини премиерот никогаш не ни објасни кои се тие комбиња, кој ги возеше, кои нерани мајковци сакаат да ги откријат нашите тајни. Контравести долго истражуваа минатата година и успеа да откријат само едно жолто комбе пред владата.
Добра вести не би биле тоа што се ако се задоволеа со ова откритие. Одевме до крај и стигнавме дури до Барак Обама, царот на странските служби. How many world leaders do you think are just completely out of their mind? A pretty sizable percentage. Some of these people, you must meet them, you just be chatting, and you see in the eyes, you look in the eyes, you go, oh, this guy's gone. Yeah. Well, and part of what happens is these guys, I think the longer they stay in office, the more likely that is to happen. Во оваа 2016 година ќе биде голем предизвик за Европската Унија да остане онаква како што ја замислија нејзините основачи. Унија на слободата, мирот, просперитетот, стабилноста и сите други благодети кои ги донесе солидарноста како врвна цивилизацијска вредност. Десетици илјади бегалци од Блискиот Исток ќе треба да бидат згрижени при нивниот бег од војните кои се водат во нивните држави. Режија, дајте видеово од бегалциве во боја. Ме слушате? Режија? Шо е ова? Па технички проблема? Како? Видеово е од 1956 година. Како? Како? Овие бегалци се унгарци кои бегале од советската инвазија на Унгарија во 1956. Па тоа значи дека меѓу овие луѓе што ги гледаме на видеово може да се најдат и роднини предци на Орбан кои беа здомени во Германија. Сега ми е појасно зошто Орбан се оградува со жици во 21. век во и околу срцето на Европа. И тоа фини бодликави жици. We would not like to falsify the dreams of that people. We make clear, please don't come. Turkey is a safe country. Serbia is a safe country. Many countries are safe between Europe and the war regions. So therefore it's better for your family, for the kids, for yourself to stay. Ова сака да каже дека германците сгрешиле што на Орбан и такви како него во 1956 им дозволија да влезат во Германија за да се спасат од советската окупација, или? But just between us. The problem is not a European problem. The problem is a German problem. Сериозно ова. А како ќе беше да се исправеше Конрад Аденауер, кој во 1956 година беше германски канцелар, со изјава како вашата, да ви советува да си останете таму каде што сте. Гушнати со Сталин. Незгодно. Ама затоа Аденауер е Аденауер и е еден од основачите на Европската Унија, онаква во каква посакувавте да влезете вие унгарците. Па, драги Орбан, и ние би сакале Европската Унија да остане иста таква, бидејќи и ние би сакале да влеземе во просперитетна, отворена и демократска Европска Унија, а не во Европа исплеткана и избодена со жици. Па Европа, драга, срекна нова и помалце Орбани и повеќе Аденаури. Ајде сега, драги мои, да си признаеме што правевме за новогодишните празници. Бутавме руска салата, така? За разумен компромис гледавме турски серии, така? А помеѓу си додававме и малку порачена МПЦ поп музика. Да, драги мои, додека ние го гледавме и слушавме ова чудо, светот не спиеше и размислуваше кои теми ќе ја дефинираат новата 2016 година. Например, кој ли ќе биде председател на Америка? Прагматичната Хилари Клинтон, револуционерниот социјалист Берни Сендерс или портокалот во лута човечка форма Доналд Трамп? Ке доживее ли човештвото војна помеѓу Иран и Саудиска Арабија? Ке добие ли конечно Леонардо Ди Каприо Оскар Аманте или овој пат мечката со која се бори во филмот ке ме лапне наградата предност? Ке се реши ли проблемот со името на Македонија? И ако да, тогаш како ке се вика оваа наша мала оаза на мирот, лидер во регионот, овој инвестициски рај на Балканот? За овие теми тука е да не просветли нашиот експерт, магистер по анализа на завери прашања за името господин Рони. Да, Милена,
ти благодарам. Јас поминав доста време со релевантни извори на информации, за да дојдам до коренот на проблемот и евентуалното решение за овој наш спор со името. Например, кои релевантни извори? Интернет, да. И интернет. И освен интернет и многу други извори. Само те молам да не ме прекинуваш, добро? Значи, според мене, најважно е да го дефинираме виновникот за кризата, а потоа решението само по себе ќе се покаже. Немаме ние што да дефинираме, ние знаеме кој е виновникот. Клетите грци се виновни затоа што ние немаме просперитет. Додуша така велат нашите лидери. Не, од прва топка ти почнуваш да грешиш. Значи, Милена, главен и одговорен виновник за цела ова криза е овој човек. Роберт Саздов. Роберт Саздов, точно така. Значи, Саздов, кога ти текнува, кога се осамостоивме, имаше еден бенд со уште еден друг човек. Владо Има Јаневски. бенд, така? Владо значи, Јаневски, Владо добро. Јаневски. Бендот се викаше Лајбах. Не. Латасовица. Не бе, Ластовица, добро, точно знам. така. Добро. Значи, бендот Ластовица. Откако тој бенд се распадна, значи Јаневски си замина за Русија, каде председател на таа држава е Владимир Путин. Владимир Путин, точно така. Но за овој дел ќе се вратиме малце подосна. Значи, сега да продолжам со Саздов. Значи, Саздов, наместо со Владо, почна да свири свирки со панки. Точно така, со панки. Значи, направија бенд со панки. И овие двете, освен тоа што направија бенд, почна да свираат секаде. Добро. Овие почна да направат и видеоклипови. Ама не тука кај нас. Да. Овие почна да направат видеоклипови во странски земји, Ивона, во странски држави. Ме разбираш? Странски. Хајде, кажи ми ти, што мајка бара во странство, а? Значи, ве молам, меѓу земјите кои беше и снимано овие што направија видеоклип, беше и Бразил. државата Бразил, добро. Бразил. Точно така, Бразил. Каде? Во Бразил живее Не. Че Гевара. Не. Како не? Че Гевара ти од Аргентина војувал за Куба и не знам. Ти секогаш така си мислиш. Секогаш американската пропаганда го лапаш како да лапаш како тој што беше тука, ама што не беше. Што јаде шамари горе долу. Како се викаше тој? Кажи го. Саше Политико, а? Добре. Значи, Че Гевара е од Бразил. Значи е комунист. А кој друг, кажи ми ти, е комунист? Аха, Бранко Црвенковски. Бранко е крив за све, уствари. Слушај се, да се вратиме на темата. Кој беше тој што го наследи Бланко? Радмила Шекеринска. Радмила Шекеринска. А кој беше тој другиот црнатиот од Муртино? Зоран Заев. Зоран Заев, точно така. Што значи сега? Го сваќаш ова? Ништо не сваќаш. Значи, од каде овие ги добија снимките? Си се прашувале некојаш? Не. Значи, снимките се добија од странски земји. Бейби, од странски земји. Така, значи, странски земји. И кога ги извади снимките, ти текнува, кога излегува снимките, кој беше прв тој што реагираше со соопштение? Кој беше? Владимир Путин. Точно така. Значи, ти пак ќе се распрашаш. Ама застани, каква врска има Роберт Саздов со... Што може да речат луѓево кога ќе разберат за цела ова далавера? Што ќе речат луѓево? Сега не гледаат тие и што ќе кажат? Кукулеле. Така. Добро. Ајде кажи ми ти, како се викаше бендот на Саздов? Ти текнува? Кукулеле. Точно така. Добро, и пак. Значи, Кукулеле беше бендот на Саздов. Добро. Така. Значи, новото име ќе биде на државата Република Кукулеле. Бесплатна промоција, мори. Толку се разбираш ти од пропаганда. Значи, тој цело ово плански го направи за да му го споменуваат бендот и да може да продава карти за концерти.
Мој Ивона, како мечка во пештера си со умот. Те молам, излези надвор малце да гледаш, да го отвориш, да ја зепамо твој. Знаеш што следи сега, Да ја така? зепам- Да. Што ти викам јас обично? Ајде, марш. Така. Годината ја испративме со милозвучниот глас на председателот Иванов, кој ни се обрати од собраниската говорница да ни каже како стојат работите во државата и да ни посака среќна нова година. Пречка за интеграциите веќе не е само наметнатиот проблем со името, туку и проблемот што го имаме со самите себе. Чекај, ај, врати малце како да чујам што кажа председателот. Туку и проблемот што го имаме со самите себе. Значи точно слушнав. Председателе. Председателе, што кажавте? Председателе, ова што вие го говорите дека имаме проблем со самите себе, ние патриотите од ВМРО ДПМНЕ го нарекуваме предавство и служба за грчки интереси. Не знам дали сте знаеле. Така доколку грчкиот министер за надворешни Евангелос Венизелос изјави дека вистинскиот проблем во ФИРОМ е внатрешен и институционален, проблем на демократијата, почитување на владењето на правото, веднаш излегува СДСМ со истата теза на која се налепуваат новинари и аналитичари, блиски до опозицијата. Незгодно, председателе. А вие од чија страна сте? Од наша или од кај црпнатион, од кај комуњари неплатеници на оние со распиите платенички? Таму да не преминавте, председателе. Сигурно ви се испуштило не е дека сте прешле од нивна, така? Добро, друго нешто, председателе. Извештајот на Европската Унија е објективен. Како рековте, председателе? Објективен? Во тој извештај се вели дека нашите од власта прислушувале, а не како што тврди нашиот водач и лидер дека тоа го правеле странски служби. Ај, доста беше. Мислам, стварно не ми го пуштајте. Веќе председателот и се изнервирав. Мислам, председателов не стана комуњар. Што има уште? Пак ексклузива, браво ние, браво. Али Ахмети, почитувани гледачи, неделава беше во Атина, а како што ми јавуваат од режија, репортерите на Контравести обезбедиле ексклузивна изјава од Али за тоа што им кажал на грците. Да ја проследиме изјавата. Ама вие денес се зафркавате со мене, така? Јас мислев нешто озбилно кажал човекот таму. Ај, пушти ми нешто друго. Не беше тоа авторска емисија моја, тоа беше платен политички програм. Добивавте текст кој што вие Да, кој што јас само го говорев и тоа може многу мене не го знаат и тоа беше апсолутно, ја го прифатив као задача. Тоа беше нешто што никогаш не би го направила повторно искрено од оваа временска дистанца. А јас да прекинам овде и јас да не се каам еден ден, а? Ајде, до гледање Македонијо и остани ми покаена. Видели ве се ова ламинатите што смислија да ни направат, бе, да не снема пак? Амам, бе. Заедно со ЦИА. Виде? Се праќаат специјални агенти овдека, специјално обучавани у специјални куплерај кампови, ги обучаваат за љубов, секс, за куплерај, за швалерај и ги праќаат тука у Македонија да заведуваат млади македонци и македонки. И онда ги заљубуваат, им закажуваат свадба и пред свадба ги откачуваат као партал. И македонци млади и разочарани и бараат после идат и бараат утеха каде? Се знае каде? Америка, земја љубави, земја цвеча. Кај стапне, она шири љубав као атомска бомба. Еве види виетнамци, види тоа индијанци, види афганистанци, сирици, све се тоа деца љубави на Америка. И после што прават они? Ама пази лукаво. Сега пази лукавство. Прават и 3 у 1. Значи, што собираат цвет на цветот. Овие што се младиве, наши македонци, што плачат као цвиче без воде, што идат после Америка. Ја празнат Македонија. Сите ова рефусо што ќе остане, све тоа го бутаат у Струмица. И се ома тамо ќе не крстат Струмичка Македонија, решаваат проблем со име, а вамо кај што е празно, кај што ќе остане празно, си ја прават голема Албанија. 3 у 1. Ама се зева.
Оваа Каракамчева фина им го плесна сега у лице пред некој ден, ако не знаеш. Каракамишева. Добро да за неј се зборам. Им го провали планот. И не опомена на сите, ни отвори очи. Никој да не фаќа дечко, девојка да не фаќа, швалерка да не фаќа, додека она не ги провери. Сите се тоа агенти на ЦИА. Амам. Не, ја не знам што ќе се прави, али мислам дека сега едини спасен ние да се свртиме у црквата ни е спасот. Само црквата, МПЦ, само она може да не сплоти, видели? Па видели бе овој Петар, видел оној Петар како сплоти цел континент, бе, Австралија цела ја сплоти да го дигнат на клоци, да не биде више он тамо владика. Виде тоа? Да. Како еден беа. И сега видели како не сплотива и за ова? Сите сега сакаме да возиме джипови, така? Да возиме джипови, да не плаќаме даноци, да не плаќаме ДДВ, да си имаме летни резиденции, па да си имаме зимски резиденции со женски монахињи као персонал. И уповерење. Знаеш дека ова Каракаминчева ова. Каракамишева. Добро де таа Каракаминчева. Знаеш дека она е монахиња. Уповерење не кажуј нигде. Она е специјален агент на МПЦ. Сега ја убација тамо и она се жртвуе, као Кобаја ги професор нешто предава тамо, за да ги спаси овие младиве студенти, младиве македонци цвет на цветот од духовна напуштеност, некако се викаше, тоа го имав негде запишано, духовна неисполнетост и чувство на љубовна празнина. И она сега се жртвуе, али е монахиња од роđење. Монашко име е преподобна сестра Циле. Не, Цила. Не се знаеш кој е за монаши? Преподобен отец Топурко Златоуст. И тоа е за монаши манастир у Тајванска гора, специјално за нејзе. Тамо беше. И сега она требаше да биде сега да стане светица, не е мајка Тереза, али она сега се жртвуеше, ипак нема смисла, знаеш. Тереза е малку и постара, а и мртва е башка, знаеш. И Бога ми, и ја имам намера сега да се замонашам. Ја ќе се расправам одека со шминки, што све не се изнагледав во живот. Ќе си се замонашам ја, само уверата му е спас, ќе шминкам владици. Го видели бе ти пред некој ден овој господин нашиов, овој Стефан? Да. Го видели како беше нашминкан? Го видов. И то у елитна кафана. Па срамота. Му подвалиле западњачки шминки тоа ЦИА, му ставиле сечени, лепени, монтирани шминки и заедно со тоа сармите му ги подметнале. Да. Ја као патриот никад нема да дозволам тоа да се деси у МПЦ, таква саботажа у шминка. Само немам кај да ги чувам шминки бе сега. Знаеш дека имам околу 600.000 шминки? 600.000? 600.000 ми ги поклонија, американците ми ги поклонија, кога си идев од тамо. Од Стопанска комора на американски шминкари ми се. И немам кај да ги чувам. Ми треба, знаеш колку ми треба, колку е растојање меѓу мене и тебе? Ми треба метар на метар, еден кубик ми треба, знаеш? Еден кубик сев ми треба, али без калаус. И без скриени камери унутра за да ми ги гледаат шминките. Ги чував кај комшиева чавка, он бараба една ги продал у Косово, ги продал и у Србија, слушам, тамо зимале од моите шминки. И сега немам кај да ги чувам. Pero, кај мајка ти у Мичурину, тоа шупата, има место еден кубик, кај тоа бурето, тоа старото зарасол, тоа корне смрди, паѓаците унесве, кој ќе краде тамо, никој нема да краде? Си го дал на Заев. Pero, дај ми ја дланка да ти скршам рука. Го овие до едно.